Почитувани колеги, националниот буџет не е само економска и финансиска алатка. Тој представува клучна политичка алатка за секоја влада. Преку буџетот и соодветните алокации на средства се гледаат целите, приоритетите и политиките на секоја влада. Од приложениот ребаланс на буџетот можеме јасно да утврдиме дека оваа влада е во голема мера конфузна и без јасна визија за развојот на државата. Со овој ребаланс граѓаните добиваат нови задолжувања, зголемување на јавниот долг на цели 68% и буџетски дефицит од неверојатни 4,9%. Како главно достигнување во овие 30 дена мандат се презентира задолжувањето влада со влада со Унгарија во износ од 500 милиони евра и најава за дополнителни 500 милиони евра во наредниот период. Кредит за кој постојат многу нејаснотии. Во која постапка е постигнат договорот влада со влада? Дали сме се обратиле до други влади и какви услови тие понудиле? Дали постои политичка цена која треба да ја плати државата? Затоа што знаеме дека во економијата нема бесплатен ручек. Затоа што знаеме дека фактурата кога тогаш ќе стигне. Очекувам дека сите овие нејасноти детално ќе бидат објаснети во Законот за задолжување, односно Законот за специјална економска соработка, како го викате, кој ќе треба да биде доставен до собранието. Единствено што гледаме и слушаме постојано е алиби политика дека нема пари во буџетот. Класично алиби за покривање на недостатокот на капацитет на владата, за испорака на реални резултати и реформски политики. Очигледно е политичкото, кадровското и економското потфрлање уште во првиот месец од владењето. Искрено се надевам дека ова е само лош почеток и дека владата ќе почне да постапува соодветно на очекувањата и во интерес на граѓаните. Затоа што без разлика што ваквите потфрлања можеби нас како опозиција треба да ни одговараат, сепак интересот на граѓаните е императив и за нас, а верувам и за сите нас тука. И од тие причини и нашата загриженост во кој правец се движат политиките и активностите на оваа влада. Почитувани колеги, претходните денови се разработуваше буџетот, основниот буџет, ребалансот на буџетот, каде имаме кратење на ставки, каде имаме додавање на ставки, се зборуваше за нивото на капитални инвестиции предвидени во основниот буџет и во ребалансот на буџетот. Јас сакам особено да се осврнам на делот кој се однесува на поддршка на општините со 100 милиони евра кои се предвидени во овој ребаланс, затоа што сметам дека ова прашање е премногу важно и за општините и за граѓаните. И веднаш сакам да соопштам дека ние ја поддржуваме оваа политика на владата за поддршка на општините, особено во делот на изградба на инфраструктурни проекти. Но реториката на владата е дека на овој начин се поддржува децентрализацијата и дека се стимулира рамномерниот регионален развој. Од оскудните информации кои ние ги имаме, единствен критериум за распределба на овие средства е по глава на жител, односно согласно бројот на жители на секоја општина. Не постојат други критериуми, барем за такви ние не сме запознаени. Зошто ова го кажувам? Затоа што денес зборуваме за алокација во рамки на ребалансот на буџетот 100 милиони евра, но до година ова време ќе зборуваме како тие пари се потрошени, по кои критериуми, на кој начин се алоцирани на општините. И во таа насока, почитувани колеги, сакам да истакнам дека на овој начин нити се стимулира, нити може да се стимулира рамномерен регионален развој. Или да бидам појасен, во нашата држава постојат 8 плански региони и согласно податоците од Државниот завод за статистика постојат сериозни социоекономски и демографски диспаритети помеѓу овие региони. Како за пример, Скопскиот плански регион создава скоро 43% од вкупниот БДП на државата. За разлика од тоа, Североисточниот регион создава само 5%, а останатите 6 региони се движат помеѓу 7 до 11%, 11% паѓаат на Пелагонискиот регион. Овие социоекономски индикатори укажуваат на тоа дека нашата земја има моноцентричен развој, што не кореспондира со моделот на полицентричен развој, кој представува главна цел на политиката на рамномерниот регионален развој. Или едноставно кажано, имаме силно развиен Скопски плански регион, наспроти слабо развиените останати 7 региони. Стратегијата за регионален развој го утврдува намалувањето на диспаритетите меѓу регионите како главен приоритет. Распределбата на средства која планирате е спротивна на ова.
Таа ги фаворизира поголемите општини, поголемите по број на жители општини, односно ги фаворизира побогатите општини за сметка на помалите по жители, односно посиромашните општини. Вие на овој начин алоцирате огромни средства на богатите општини кои имаат и собствени големи буџети со кои можат да имплементираат сериозни инфраструктурни проекти, додека на помалите општини им алоцирате трошки. Ниту равномерна, ниту фер распределба е ова најмалку распределба која ќе оди во прилог на економско јакнење на послабо развиените плански региони. Ако еден од главните приоритети на владата, кој постојано се потенцира, е демографијата и справувањето со депопулацијата на нашите градови и населени места, еден од основните предуслови за потиснување на овие цели е создавање на достоинствени услови за живот на нашите граѓани во нивните родни места, во нивните огништа. Затоа инвестициите во инфраструктурата треба да бидат насочени кон развој на помалку развиените општини. Затоа, почитувани, покрај бројот на жители во една општина, потребно е да се земат во предвид и други критериуми при распределба на средствата, како што е големината на територијата која зафаќа одредена општина. Исто така, мора да се земе во предвид распространетоста на патната инфраструктура или покриеноста со комуналната инфраструктура во секоја општина. И она што може би е најважно, да се земе во предвид развиеноста на планскиот регион во кој се наоѓа одредена општина. Или да бидам појасен, да се обезбедат повеќе средства за помалку развиените општини, за посиромашните општини. Само на овој начин ќе осигураме праведна распределба на средствата, ќе стимулираме развој на помалку развиените општини и региони и на тој начин ќе обезбедиме полицентричен развој на нашата држава. Само вака ќе обезбедиме подобри услови за живот на нашите граѓани на секаде низ државата. Само на овој начин ќе можеме да ја намалиме депопулацијата на помалите места во државата, со тоа што ќе и креираме услови за живот за сите граѓани кои се достојни на 21. век. И токму во оваа насока би ја посечил распределбата на средства по општини, што беше направена во соработка со Светска банка преку проектот за поврзување на локални патишта во рамки на Министерството за транспорт и врски. Таму беа земени во предвид сите овие критериуми кои ги набројав. И сите беа на задоволство на сите општини и на ЗЕЛС како заедница на единици на локална самоуправа која ги штити и ги брани интересите на општините. Исто така, тука би ги зел во предвид и двете распределби направени во 2010 година и 2020 година, поврзани со кредитот на Европска инвестицијска банка, а кои се однесуваат на развој на комуналната инфраструктура во државата. Доволно е само да ги погледнете овие методологии за распределба на средства во рамките на институциите со кои сега раководите и доколку имате искрен и чесен пристап да ги примените. На овој начин ќе докажете дека имате намера да го стимулирате развојот на сите општини, а не дека сите овие средства се наменети за предизборна кампања за локалните избори 2025 година. Сега имате можноста да ја оправдате довербата кај граѓаните, да докажете дека сите општини и сите граѓани ви се важни. Да покажете дека имате транспарентен и фер пристап кон сите. Да покажете дека не се работи за претходно договорени проекти во соработка и координација со кумот Зоран Ставрески. Затоа што, почитувани колеги, во сите општини живеат, условно кажано, и наши и ваши. По патиштата кои ќе се изградат, ќе се движат и ваши и наши. А вода од водоводите ќе пијат исто така и ваши и наши. Инфраструктурата е за сите, патиштата се прават да поврзуваат луѓе, а не да раздвојуваат. А кога сме кај инфраструктурата, би сакал да се осврнам кратко и на она што значи стратешки инвестицијски проекти за државата. Во последниот период, во јавноста, од членови на владата и така натаму, се произнесуваат одредени дилеми кои постојат по однос на целисходноста на изградбата на источниот дел на коридорот 8. Од тука би сакал да дадам неколку воведни реченици кои објаснуваат важноста на овој коридор за државата, а понатаму и неколку историски факти кои определуваат стратегијата на државата многу поодамна во смисла на овие коридори. Македонија има од Господ дадена поволна географска положба како крстосница на Балканот. Но за да стане вистинска крстосница, ние мора да ги развиеме клучните транспортни артерии кои поминуваат низ нашата држава. Како клучни транспортни артерии се коридорот 10, кој го поврзува Егејското море преку нашата територија со Централна Европа
И другиот е коридорот 8, кој ги поврзува пристаништата Бари Бриндизи во Италија, преку Драч, Република Македонија се до пристаништата во Бургас и Варна на Црното море. Оттука и јасна е потребата и значењето на изградбата на источниот дел на коридорот 8. Железничкиот коридор 8 е ставен како државен приоритет уште во 90-тите години. Поточно, мислам дека беше 96-та година, за прв пат дефиниран како значаен стратешки државен приоритет. Во 2011 година овој коридор е внесен како приоритет во националната инвестицијска програма на тогашната влада. Во 2015 година истиот е внесен како приоритет во единствената листа на проекти која донесува владата и ја споделува со Европската комисија и која се изработува врз основа на мултикритерна анализа во соработка исто така со Европската комисија. Во 2015-та, после внесување во единствена листа на проекти, е почната изработка на основниот проект, кој е завршен 2016-2017 година. Во 2023 година, 4 министри за транспорт на Република Италија, Албанија, Македонија и Бугарија доставуваат писмо до Европската комисија со кое бараат коридорот 8 да се стави на листата на главни европски коридори, затоа што претходно беше на сеопфатната мрежа на коридори. Европската комисија носи одлука со која го поставува овој коридор на листата на главни европски коридори и со тоа го потврдува значењето не само за нашата држава, не само за регионот, туку и за целата Европска унија. Во ноември 2023 година до Собранието е доставен предлог закон за задолжување за делницата Крива Паланка до бугарска граница. Ова за која сега имаме одредени дилеми во однос на тоа дали е целисходно истата да се гради. Во самиот предлог на закон во образложението е наведено дека за оваа делница се потребни 560 милиони евра. Начинот на градба дека е фидик жолта книга, не црвена книга, и исто така дека целокупната ревизија е правена согласно инструментот на Европската унија Конекта и експерти на Конекта се ангажирани за ревидирање на самиот основен проект. Пратениците на ВМРО ДПМН заедно со другите пратеници во собрание дадоа поддршка на овој закон. Во програмата за работа на оваа влада, која гласавме пред еден месец, исто така наведен е овој источен дел на коридорот 8 и делницата од Крива Паланка до бугарска граница како врвен државен приоритет. Во ребалансот кој денеска го расправаме и кој ќе биде усвоен во собранието, во делот на приоритети на Министерството за транспорт е наведена изградбата на оваа делница. Министерот за одбрана Мисаиловски на самитот на НАТО во Вашингтон потпиша писмо за намери заедно со министрите за одбрана на Италија, Албанија, Бугарија во однос на значењето на коридорот 8, затоа што коридорот 8 има не само трговско и економско значење, туку исто така е премногу важен за целокупната безбедносна архитектура на Европската унија и за зајакнување на источното крило на НАТО. Она што сакам да истакнам дека овој коридор покрај економското значење, трговското значење и сите овие работи кои претходно ги напоменав, исто така е важен за целосно поврзување на нашата држава, односно да не дозволиме нашата држава да биде бајпасирана заради недоволно развиени патни и железнички коридори. И целосно ќе се согласам со премиерот и со министерот за транспорт дека железничкиот коридор 10 е многу покорисен за државата во економска и трговска смисла. Но не треба да ја занемариме и важноста на коридорот 8. Владата во оваа насока ќе има целосната наша поддршка во обезбедување на средства за рехабилитација на коридорот 10, а се надевам дека ќе успееме да обезбедиме и сериозна пропорција на средства од фондовите на Европската унија. Но Македонија ќе остане економски, трговски, безбедносно и геополитички релевантна само со развиени коридор 10, неговата гранка 10D и коридорот 8. Само на овој начин ќе ја зајакнеме нашата позиција во Европа и ќе обезбедиме пристап до 3 мориња. Зошто ја зборувам важноста на овие коридори? Затоа што инвестициите кои се сега и кои ќе следат во наредниот период и во наредните години, особено капиталните инвестиции, најголемиот дел од нив ќе бидат насочени кон развој на овие коридори. И од тие причини, мајки предвид дека сега зборуваме за ребаланс на буџет, во декември ќе зборуваме за новиот буџет 2025 година и фискалните стратегии за наредните години, сакам исто така да апелирам уште еднаш
да се земат во предвид сите овие стратешки оски, стратешки приоритети кои државата ги има дефинирано многу порано, се со цел да се обезбедат средства и да ја направиме Македонија релевантна, особено во делот на транспортот, во делот на меѓусемното поврзување со регионот и поврзувањето понатаму со Европската унија. Ви благодарам.